Ви благодарам, почитувани представници на медиумите. Навистина ми е драго денеска на сите ученици да ми ја честитам новата учебна година, да посекам бројни успеси, многу дружење и секако стекнување на нови знаења. Денеска со посебен акцент на сите првачења им посакувам среќна учебна година и многу нови другарчиња. Вашата возбуда и љубопитност нека бидат преточени во прашања за стекнување на нови знаења. Јас верувам дека во вашите индивидуални посебности се кријат силни таленти. Без инвестиции во образованието не можеме да зборуваме за квалитетно образование и успешни образовни кадри. Затоа денеска сме тука во едно од најстарите училишта во Скопје, Коле Неделковски, чии капацитети се прошируваат по цели 66 години. Градоначалникот Горан Герасимовски и Општина Центар издвоја 43 милиони денари за изградба на 4 нови училници, 2 кабинети и 1 библиотека. Средства кои обезбедуваат инклузивност во образованието, затоа што овде има и лифт и тоалет за учениците со потешкоти во движењето, како и пристап на рампа за непречен пристап во училиштето. За да се му обезбедува инклузивно образование за секој дете. Образование кое ги почитува и прифаќа различностите и кое возможува и децата со попреченост да имаат еднакви шанси за достигнување на својот полн потенцијал и придонес во општеството. Преку проектот за унапредување на основното образование, СДСМ во изминатите години реализира реконструкции на санитарни јазди, изградба на рампи за ученици со попреченост во повеќе од 40 училишта. СДСМ направи и опреми кабинети по природни науки во повеќе од 260 основни училишта и опрема и нагледни средства за кабинети по природни науки во повеќе од 358 училишта. А минатата 2023 година сите основни училишта во државата комплетно беа опремени со нови нагледни средства и помагала во кабинетите по историја, географија и за други предмети во групата на општествени науки. И овие инвестиции не треба да престанат затоа што без квалитетно образование нема силна држава. Со СДСМ наставниците секоја нова учебна година започнува со повисока плата. Почнувајќи од 2019 и 2020 година, кога платите образованието пораснаа за 5%, во 2021 за 10%, а во 2022 и 2023 СДСМ ги зголеми платите на 2 пати по 15%. Тоа е зголемување вкупно за повеќе од 55%. Тоа е влог во образованието, во нашите ученици и иднината на државата. Зголемувањето на платите и враќање на достоинството на наставниците, како што не се случило досега. За жал, ова низа на раст на плати ја прекина ВМРО-ДПМН. Она кое пред неколку месеци ветуваше зголемување на платите на наставниците за 15% од септември и кое денеска за истото вели не сега. Но најстрашно е тоа дека ВМРО-ДПМН ги остави без образовни асистенти учениците со посебни образовни потреби кои имаат нужна потреба од нив. Денеска на првиот училишен ден ВМРО-ДПМН ги прекина договорите на, замислете, 800 досегашни образовни асистенти, лица кои се прифатени и им се блиски на самите ученици. Тоа е навистина срамно и нечовечно. За среќа во Општина Центар градоначалникот Герасимовски имаше распишено јавен повик за лични образовни асистенти кои ќе ги придржуваат учениците и ќе им помагаат во совладување на целиот образовен процес. И ова е работата на градоначалниците на СДСМ. Разлика која говори со факти и со дела. После ова ниту родителите, ниту наставниците, ниту граѓаните повеќе не веруваат во патриотските и грижливи изјави на министрите на ВМРО-ДПМН. Не е подобро и нема да биде. Наместо со зборови да говориме со дела. Подобриот живот не доаѓа со лажните ветувања, туку со вистински проекти кои даваат резултати. И благодарам.